Која е разликата меѓу субјективноста и објективноста во гледањето на работите? Дали возраста на вистина значи мудрост или само поинаков агол на гледање на работите? Добродојдовте во Reality Check. Во денешната епизода ќе се судрат генерациите, мислењата и вредностите. Од она познатото во наше време до окей бумер, ќе ги отвориме сите теми за кои многу често размислуваме, но многу ретко разговараме. Дали помладите навистина се почувствителни, а повозрасните се помалку отворени? Кој е во право? За себе сметаат дека се најдобрата генерација. Омилената фраза во наше време. Бумери. Генерација родени меѓу 1946 и 1964. Минатиот век. Генерација која знае да поправи се, од струја до машина за перење, од југо и локомотива до вселенска станица, без да гледа видеа на YouTube за тоа како сето ова се поправа. Едноставно, тие се уште читаат упатства, а најголемиот дел не баш се снаоѓаат со интернет. На банкомат им требаат 45 минути затоа што немаше тоа во времето на Тито. Се уште чуваат пари на штедна книшка. За себе сметаат дека се најдобрата генерација. Омилената фраза, младите ништо не знаат. Генерација X, родени меѓу 1965 и 1980. Исто од минатиот век. Од една страна знаат да поправат се, а од друга и да најдат видеа како се поправа се, затоа што веќе се на интернет. Знаат странски јазици. Интернетот го користат за средување на светот преку Facebook генерално. Најдобрите паралелно се и на Instagram. Би можеле да завладеат со светот, само да не беше болката во долниот дел од грбот. За себе сметаат дека се најдобрата генерација. Нивната омилена фраза, стариве ништо не знаат. Миленијалци, родени меѓу 1981 и 1996. Се уште сме во минатиот век. И тие знаат да поправат се, само доколку им се тука родителите бумери да им ги поправат работите кои ги расипале, обидувајќи се да ги поправат. Сега се во полна сила. Ако под полна сила се подразбира целодневно расправање со странци на X. Плаќаат безконтактно, се интересираат за крипто, иако не се сигурни што всушност тоа значи. За себе се убедени дека се најдобрата генерација. Омилената фраза, абе брат, на сите јазици. Генерацијата Z, родени од 1997 до 2012. Конечно, од новиот век. Родени на интернет од мајка Instagram и татко TikTok. Живеат виртуелно и знаат да поправат се под услов да е конектирано на интернет, да е поврзано со интернет. Само немаат време за поправање, бидејќи се на интернет. Работата им е поврзана со интернет. Од штедна книшка имаат биткоин паричник. Сега не ги унесреќив. Денеска во Reality Check заедно со мене ќе истражува момчето кое што зборува во фрази, но размислува со став. Секогаш е остроумен, секогаш интелигентен и духовит и не се плаши да се конфронтираме за разликите во генерациите. Александар Динев, добро дојде. Леле, значи за малку ја кажев, окей, бумер, boring, ама толку јако ме најави што ми падна криво да те прекинам. Да продолжам. Уствари, јас не сум бумер, јас сум генерација X. Ние сме најдобрите. Или, да те подстам, Gen Z се најдобрите. Зошто мислиш дека не се разбираме?
Па, мислам дека зборуваме на доста различни јазици. Ние користиме сленг, англицизми, ово, оно. А и мислам дека и вашата генерација имат малку поголемо еко од нас. Сега, искрено. Но вие измисливте јазици за да не ве разбираат другите генерации. Па, смарт, нели е? Штедите ли на време кога пишувате кратенки, не пишувате цели зборови, а сепак сте цело време на интернет? Да, дефинитивно. Ама, нешто, мене што многу ме интересира. Имав едно прашање за тебе. Што за вашата генерација е најголема навод? За Gen X. Аха. Као што ми кажа преска да ми кажеш бумер. Добро, извини. А најголем комплимент? Најголем комплимент дека сте се мотивирале од нашето чувство за естетика, за мода, за филмови. Впрочем, нашата генерација живеела и пораснала со најдобрата музика. Добро, фер. Мислам, така. А да видиме што мислат другите луѓе. Ајде. Која генерација мислиш дека е најдосадна? Сите. 07. 07? 2007. Која генерација најдосадна? Да. Најстарите. Најстарите? Да. Најдосадна? Досадни се сите на 65 години човече. Да. Па не знаеш што зборат. Заборавиле што треба да зборат. Најдосадна? Досадна, да. Па најстарата. Најстарата? Мислам дека повозрастнава, не знам. Најдосадна? Да. Па најдосадна генерација стари како мене. Не мислам дека тоа зависи од која генерација си. Туку зависи како се чувствуваш во моментот. Дали мислиш дека Gen Z се мрзливи? Да, мислам. Дефинитивно мислам дека се мрзливи. Да. Мрзливи? Да. Се што иде помладите се помрзливи. Па не, за нивните работи не се. Најверојатно за тоа што не ги интересира се мрзливи. Така барем сметам, не знам. Негде од 96 до 2012, дали се мрзливи? Се мрзливи, а по нив се гледа дека се мрзливи бидејќи се многу здебелени. Дефинитивно затоа што по цел ден спијат, по цела ноќ шетаат. И нормално дека ќе бидат мрзливи. Не мислам дека се мрзливи, туку мислам дека се, како да кажам, не прорачунати, туку свесни дека не треба со премногу труд да завршат одредени работи. И ти ми викаш од твое време вак се јавувала на симпатијата. Едор да свртам оваќе. А памтење броеви, сите броеви на памет сме ги знаеле. Како? Па не знам, па што немаш каде, иначе треба да ги запишеш и дома мајка ти да ќе ги види. Тефтач. Па добро, на пример, сега забораваш некој број и како? Ами нема да го забориш, ја памтиш симпатијата ти е. Знаеш кој ќе зазвони симпатијата, имавме вакви, звони га симпатија, се молиш, сите имавме по 2-3 телефони, ако си среќен 3 со големи капли, вака, нели? Се молиш исто време мајка ти да не дигне од дневна, зашто нели се слуша. И сега, на пример, се конектирани и ти збориш. Ај технологија, све конектирано. Сите може и мајка ти, а сега мораш да правиш груп кол за тоа. А вака сите може да учествуваат. И да те прислушкуваат уствари. Па да, овака се прави. Privacy, што е тоа? Не знаеме. Добро. Да не бидиш у телефон. Буквално. А освен јавување, што можеш да правиш со оваа? Пошто баба ми има па можеш исто вака. се. Па баба ти била современа. Да, селфи Да. не можеш да направиш. Па сега не можеш селфи, ама па и немало каде да те видат на селфито. Ма знаеш како те чека пред врата, бе тоа, знаеш. Фер. Да. А инаку можеш да викнеш, можеш да се јавиш да закажеш будење, можеш да се јавиш за информации, можеш да повераш број по телефон. Сега мораш да бараш ChatGPT. Можеш полиција да викнеш, брза помош, пожарна. Чека. Сите броеви ги гледаш, еве 192, еве, видиш, 192. Ама, Да не го заборавиш дека тоа са полиција. ете пример, ми доаѓа некој дома, ме плячка све тоа, ми краде све. Ја дур да завртам 1, 9, 2, ова поминало, знаеш колку секунди. Па можда и комшијата видел, па. Ама знаеш ли дека тогаш имавме двојник. Знаеш што е двојник? Не. Тоа значи на една линија некој од твојата близина, исто така е на истата линија, што значи ако ти зборуваш, кај него телефонот е мртов. Не работи. Dead to the world. И обратно, ако он збори, сега ако ти се погоди некој комшија што многу сака да збори на телефон, твојот телефон е мртов. И отидов на Грабија. Па ќе трчаш во скали. The good old way. Ама знаеш па како од друга страна не може блок да ти направи. Уствари,
Сега како ќе размислам, може знаеш како беше блок у наше време? Вака. Тук лесно. Само тоа. И си титка телефонот на празно, си титка, комшијата полуден, 1000 марки за двајцата заедно. Ти не ни знаеш марки што се. Не. Да, браво. Значи, Желјко е спасен. Не знам чива е, ама со задоволство ќе му ја вратиме. Клучното е да учиме колку што можеме валјда една генерација од друга. Ќе биде интересно да видиме и нашите учесници во емисијата како ќе се снајдат ако ги фрлиме во предизвиците на некоја друга генерација. Јас сум спремен да им дадам тест. Да, со која ќе идеш генерација, со твојата или со? Не е со мојата, треба некоја што не се познаваме добро, знаеш. Како се вика што напази што посакуваш, може да ти се остори. Так. Телефон, карта, именик, информации, ламба, радио, телевизија, грамофон, касети, камера, микрофон и што се уште не, што беше посебен уред, сега го има во секој мобилен телефон. Нов тест, нов предизвик, се ежа анализа. Дали оние родени во ерата на лесен пристап до информации, можат да се снајдат без телефон. И обратно, дали оние родени во тие дамнешни аналогни времиња, можат да се снајдат во новите дигитални води. Значи, идејата е да ве ставиме во кондурите на друга генерација. Може би за ова сте слушале само, ама никош сами не сте се обиделе да направите нешто такво, бидејќи имате целата технологија на новиот век. Па сега, да видите како било на тие пред вас, ова е Google Maps испечатена. Значи, лоцирајте кај сте и стигнете до улица Кукушка. Но, за да стигнете до улица Кукушка, ќе ве замолам да ми ги дадете вашите телефони. Old school, све е заклучено, све е под шифра, ништо нема да се открие од тајните. Кој ќе биде лидер? Еве го, природно си пушти рака. Па со среќа и да се вратите денеска. One eternity later. Абе, види бе, кај не однесала. Абе, шо направи? Изгрешивме патот. Разрешите пата, малку надо да се видиме, неа, добро. Ја цели коло. Што значи, ја волчев. Зелен маркер. Дали сте спремни да ве ставам на тест, затоа што јас едва чекам? Спремни сте, да. Океј. Прво да ја прашам дали сегогаш успевате да се разберате или може би имате некојаш компликации во... Имаме. Има? Добро. Дали знаете што се емотикони или емоджиња? Знаеме до толку. Добро. Знаеме. Добро. Тоа е најважно. Јас ќе ви покажам неколку емоджиња и сакам да ми кажете во кој контекст ние младите ги користиме додека се допишуваме на социјални мрежи, порака, како и да е, затоа што ние буквално не можеме без интернет. Така да, дали знаете што значува ова емоджи? Можете слободно да размислите, да дискутирате. Во контекст, обично пратят кој нешто страшно, смрт. Лошо. Нешто лошо. Ако ти изнервира, темпа. Да. Или не убаво гробко, не знам. Не, смртен случај е сега. Не смртен случај. Може да е некој ружен. Да, нешто ако ти изнервира, ако го изнервираш ти. Не, јас не би рекла, мислам дека некој е ружен па као... Ружен? Да. Као мртво ружен си. Да, мислам не... Не знам.
Ја мислам дека во тој контекст си го праќате тоа, така јас мислам, не знам. Вие што мислите? Мис ти кажав, мислам, Да помогна. Ајде. Ова го користим кога нешто е ептен смешно. смртно смешно. Се смееш до степен каде што као умираш од смење, као умирам. Умирам од смеа. Да, ова е умирам од смеа. Добро. Дали знаете што ова ми е презабавно. Дали знаете што значува ова? Кај Кај си? Овако, да. Пич, што значи? Праска. Обично значи Добар, често го имам видела како задника. да. Ако има добар задник. Вие што мислите? А во тој контекст не. Не знам јас, не знам во кој контекст ова се праќа. Точен одговор, значи сте ова кај сте го сретнале, а или го имате праќано вие? Добри сте. Добро. Нече го да го погодите. Што значува? 100% точно. 100% сигурно. 100% сигурно. Добра. И две поред точни. Не сме така лоши, не сме за пробање. А ова? Две сама или Чекај да размислам. Или нешто луци, онака. Аха, добро. Хинт? Да ви дадам хинт. Па, еве гледаш превртува очи. А зашто го А што користам, не превртува? знам. Тоа е нешто стил кога некој ќе те изнервира или кога не сакаш кога си има фраза, викаме кога talk to the hand, кога збори на раката. Кога не ми збори мене, збори на Ние раката. користиме на друга фраза, па Аха, како? пако ходи. Добро. И последното емоджи е ова. Дали знаете што значи? Клован, глупс, мајна. А нешто глупси. Не си Смешен. глупа, Смешен, да. Или смешен. Не си Циркузант. циркузанта. Блиску сте, а? Или некој те прави клоун, некој те прави будала, нешто во стил. Тоа е тоа. Обично се користи као за лична употреба или може и за друга личност, обично знаат луѓе да го пратат това. Нашега не се кажат, леле, каков клован сум, као ме изигра некоја личност или така нешто, тоа е као те истроло. Добро. Значи, многу го има на Твитер, кога некој ќе те лупне некој глупост, ковован се. Клован, да, као Таму е по социјални мрежи. мизерија, као да, така нешто, тоест. Твојот об е тука сиз и мртвачка глава. Што значи ова? Појма не, право не. Био далеко. Не знам сис. Значи, твојот опонент, твојот опосит, као некој што не го сакаш. Добра. Твојот оп е тука да си знаеш. Као твојот опонент е тука да си знаеш. И мртвачка глава као смење. Пример, седиш на кафе, со и друштво и намерно ќе да се видиш, ќе смееш. влезе некој с као, твојот оп е тука да си као да знаеш дека е тука. Океј, одиме со второто. Глеј кој ми слайдна. И емоджи што Удие. плаче. Удие. Добро е. Значи, знам. Да. ЗМС трипаш брат. Замас. Ако ти ме каже четка ми брат, ми е многу смешно. Ако си го кажа на женски меѓу себе, е уште посмешно. Да, меѓу себе така се вика, Ама да. татковците како викаат на керките сине? Тоа. Ти си черта таткин син. Нормално. Бојне си не ваму, да. Ама керка да вика. Добро, брат ние се викаме меѓу себе. Знам, ба затоа Значи дури на родители на мајка кај си брат. Да. дури бра во кура, ти си малце застарен. Кој? Баре ух, бра. 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 Те си. Помодерно. И предпоставка ЗМС трипаш брат. Се ова Ти ја пеше занесуваш, оде пашам ова змба се појма неа. за џабе, ама не, ако е некоја скратена ЗМС, замисли или за џабе триба као не се Не се трипај, брат. не се се Монстра. Жими се, као луци брат, као се занесуваш Ти паш брат. одлепуваш нешто. Као одлепуваш Друго. брат. Жими се, одлепуваш брат. Фала ми беше многу забавно. добро, супер. Многу бевте добри, браво. Го враќам ова. Сега ќе си го сликнам како да не. Ова да му го оставам, да.
Вие знаете ли каде сте уствари? Со кого сте поблиску, со Gen Z или со X? Према која генерација повеќе тегнете? Од која генерација повеќе знаете? Па јас лично субјективно мислам дека сум према X. Ама не мора да значи дека кај сите е тоа така, некои се Така е, така е. И кај нас од Иксовци има некои што тегнат према милениалс, некои према бумери. Мене Али- ми е полесно да комуницирам со X, нека со Игнорирајте го тогаш Александар Динев. Па предизвикот за вас, ако сте поблиску до X, мислам дека сме на право место. Повелете, отворете го овој Blackback. Само внимателно, затоа што видите внатре што пишу. Made in West Germany. Ти знаеш ли дека Германија едно време West East беше? No. No. Имаш. Имаше. Можете да, значи ова е античка машина за куцање, ама не многу античка, затоа што јас се сеќавам дека кога почнував со мојата новинарска кариера, не ни даваа да ги користиме овие за да многу не ги амортизираме, имаше дактилографки, значи ние им диктиравме, тие пишуваа наместо нас. Ова ме мириса малце на прабаба ми тома. Атмосферата ти е толку ретро. Ептен. дактилографка да не била. Му дадовме задача на ChatGPT да извади текст на македонски кој што ќе биде прилично тежок за да се искуца без грешка. Ако мислите дека сте блиску до X, повелете, почнете од ставањето на хартијата па до текстот. Ние си правиме муабет, имате 10 минути. Ова ме интересираме некако и се става. Можеш да си иземеш понавек, па да се менјате, кога ќе ти се изморат прстињата, часови по... И го протна. Протна, како нема да го протна? Ти дал често кебабати. Да. Леле, ова цела математика тука. Да. Вау. Ало, згора. Зашто ми помага се. Нешто не ми делуваше логично. Да. Ајде. Нешто ќе биде добро, можеш да диктираш, например, па да се смените после. Пролет. Вселенски град. Колко е гласно ова. Да. Ама ако се навикнеш на звукот, после терапевтски делува. Ти омасира мозгот да не. 27 однесијата. Што значеше ова? Завршил редот. Време ви е за нов ред. Микробрановата из нас заврши. Микробран, буквално. Звук на микробранова. Знаеш ли дека, замисли се, ако си сакал, например, да го искуцаш ова, ако ти треба 3 примерок, нема 3 пати да го куцаш? Епа како? Епа, што ти личи вака за најлогично? Па не знам, 3 листа да ставиш едно. И ако ги ставиш 3 листа на горниот самок има. Со индиго. Да. Да. Логика. Дали индиго? Како се прави? Она што ти зима дотисоци за прст. Добра. се шалам. Ја па ти верувам, еј. Бумерска работа, што да кажеш? За подпис. За подписите. Мојата баба користеше индиго за подпис. Неговата била да ти... Да, се става значи еден лист и индиго ти работи си. Да си докуцам. Ако ти е полесно, ќе те дистрактира. Првиот муабет дека нашите генерации ги извадија сите семплови за вашите песни. Пишам Space и C. И С, тоа е. Штимска работа. Ајде, врати, микрото. Ајде. Се стопли јадењето. Бутни. Само ќе си застане, бутни. Ево го. Two hours later. Б. Пробај. О, знако ќе да. Осмица. One eternity later. Б.
Точно. Свртете ако. Синото... Колку грешки имате? Има. Можете ли да си замислите враќање во времето без сите, да речеме, услови на новата технологија? Може. Да оставиш интернет? Може. Мислам дека можеш, кога мораш, можеш, ама мислам дека... Ќе биде како на поговорката да имаш па да немаш најголема клетва. Да, може би, да. Кога ќе се навикнеш. Зошто вашата генерација се смета дека е најприпотресена? Кои се стереотипите за вашата генерација? Па, мислам дека највеќе транзиција, мислам, како да кажам, промени доживеавме од... Сте доживеле, ама не сте се адаптирали, изгледа. Тоа ви се стереотипите. Сме тргнале од куцача машина, сме стигнале до чат GPT све у 30 години. Да. Тоа сме адаптирани сега. Многу промени, Многу брзи промени. брзи промени, така. И сме адаптирани, ама се адаптирани луѓе што сакаат да се адаптираат. Завршуваме со ова. Значи, што е она што го зимате, што со задоволство го зимате од претходната генерација и го оставате на следната? Па, например, куцачева машина ќе оставам слободно. Тоа нема да ми треба за паметам. Ќе си куцам на тастатура. Замисли, пишуваш цел лист и на баш последната реченица утнуваш. Ја би плачал. Значи, ја не би можел тоа. Voice to speech за комуникација, као да не ти пишам здраво како си или не знам. Ама више немаат нерви да пишуваат пореки, затоа сега е... Тоа ми е многу окей, стиснаш микрофонот, јави ми се, или на теора, ајде одиме. Цела порека. Цела порака. Да, ја имам бумери, другари и другарки што ми се луцкаат, дај пиши, не можам тебе да слушам, дај пиши некад сум движење, не можам да... Ама човек, од кај да знам, например, што има у таа voice message? Voice message, како да ја слушам? Од кај да знам што ќе кажеш? You risk it. You risk it. Да. Будалите не ги ставаш на спикер. Hours later. Која генерација е најпаметна и зошто? Не знам, може генерациите од 90-та наваму да кажеме, еве од 90-та, 2000-та, зошто не знам, бидејќи исто сега дека дојде исто нели технологијата и се тоа. Па мислам дека се тие од 86-та до можеби пред 86-та. А зошто? Па не знам, мислам дека тоа е некако период од Југославија кој се... Па мислам дека постарава генерација, родени негде 80-тите, 70-тите, имаат поише познавања од сегашниве млади. Бар по она што гледам на телевизија, не знам. Мислам не паметни. Мислам дека се пообразувани од денешниве деца. Нажалост, така е. Фале мојата, не знам. Да? Си шал. А која генерација сте? 80. Да, сега што се роди. Да, сега најнови? Па така ќе биде советската интелигенција напред. Так. Така што се родат од сега наредни 5 години ќе бидат најпаметните генерации. Да. Или ќе не извлечат или ќе не внесат 100 метра дупка долу. Па помладата генерација сигурно имаат посовремени услови на живот. Еве ние постара генерација што не сте имале толку
современа технологија како што е сега. Најпаметна? Најпаметна, да. 90-95 мислам дека сега таа генерација некако. Тие годишни. Па младите сега се најпаметни. Да? Да, ние веќе сме застарени со технологии, со сега они. Има и што не се паметни. А за мене непаметно дете е тоа што не слуша совети. Не е тоа дали разбира или знае, него треба да слуша совети. Најпаметна, секој си е паметен за своето време. Сега во овој период претпоставувам Gen Z. А може би Алфа, така тоа е следната. Тина Васков е искусен психолог со повеќе од 30 годишна практика во психодиагностика и психотерапија. Работи невропсихолошка и психолошка анализа, што подразбира проценка на интелектуалните способности, внимание, концентрација, помнење, проценка на говорно-јазични способности, екзекутивни функции и тестови за проценка на личност. Денеска, со анализа на сите прашања кои ги отворивме за генерацијските недоразбирања. Кој од генерациите сметате дека најмногу обрнува внимание на менталното здравје? Тоа е твојот фах и тоа е тоа што вие го работите во центарот, како што ми кажа во когниција. Секојдневно се соочувате со различните генерации. Можете ли да направите разлика? Кој е свесен, кој знае кога му треба помош? Во принцип, миленијалците почнуваат да имаат така еден по нагласен однос кон менталното здравје. Генерацијава Z, што е дефинитивно би рекла дека се најчувствителни, ама не чувствителни во негативна смисла. Од каде доаѓа нивната чувствителност? Најписмени се, најобразовани се, имаат најмногу пристап до информации. Оваа генерација знае што е анксиозност, знае што е депресивност, знае што е она што го викаме FOMO, fear of missing out, нешто, страв да не пропуштат нешто. Така што они се едноставно писмени. Друго, немаат страв и нема предрасуди, бараат стручна помош, зборуваат за тоа. А се диагностицираат ли сами себе? Да. Бидејќи велиш имаат пристап до информации, па ќе си поготово одредени категории. Последниве, не знам, година, две, не знам колку така. Не толку одамна, се доаѓаат кај нас, например, со дефицит во внимание, ADHD, она што е познато. Они точно си доаѓаат, имам ваков проблем и го листаат, баш така по чек листа, како што си прочитале, како што си се... Да, и си доаѓаат и сами. Практично само многу пати доаѓаат, им треба потврда за она што и самите го виделе, го знаат. Тоа не се промени кои што се случуваат во период од 40-50 години, тоа се интензивни промени, секоја нова деценија. Помалку се толерантни. Не знам дали е тоа добро или не е добро. Ќе кажеме дека некоја генерација што е наша Z генерација или бумерите предходно толерирале повеќе. Зошто велам не знам дали е тоа добро? Жената во тој период била економски многу позависна од својот партнер. Вообичаено било, нели, се грижи за домот, семејството и ако она помисли да се отиде од дома, каде ќе оди, од што ќе живее? Може има работа, може би и не. Така. И тоа на некој начин во наводници го штитела семејството, а прашање индивидуално што секој поминувал во тие заедници. Сега денешните млади луѓе се многу посамостојни. И момчињата, а особено девојките. Значи се самосвесни, самоодржливи се, не се подготвени да толерираат. Така што велам зошто велам не знам дали ова предност или не. Затоа што од една страна тоа е добро, им го дава чувството на слобода. Имам избор, значи не морам баш се да толерирам. Од друга страна па со намалување на прагот на толеранција, кога тој избор завршува со конечно решение. Уметноста на живење во рамнотежата изгледа. Јас некако така, се повеќе се враќам кон таа филозофија дека убаво е се да имаме и да имаме слобода и да имаме избор, меѓутоа уметноста на живење е во рамнотежата. Понекогаш овој некој тренд на живење, нели, да побарување, кое што е многу нереалистично, дека јас морам да живеам, не знам, розов живот, да имам и ова, и ова, и ова, па пред да создадам семејство и да имам работа, и да имам живеалиште, и да имам... Не е тоа толку... Не е реалистично. Животот не е толку розов.
треба да се подготвиме дека животот има и разноразни, и стресови, и предизвици, и треба да ги учиме младите луѓе дека е убаво да сме малку толерантни на стрес, така од било кој тип. Тоа е на крај на ден здраво. Затоа што ако веднаш на првата, не знам, во првата животна ситуација во која треба да се соочиме со стрес, најлесно е да побегнеме, така? Градењето на семејство е многу комплексно. И трае во време. Одржувањето потоа, најлесно е стапување во брак. Да, тука и прашањето така и на одговорноста и на лојалноста и кон семејството и кон партнерот. Да, тоа е исто изменето, критериумите се изменети. Но повторно, или барем сакам да верувам дека правите вредности се сепак прави вредности. Тука мислам на семејство, на дом. Да. Или сакам да верувам. Кажа пред малку треба да ги научиме. Што ние можеме да научиме од нив? Бидејќи оваа трка по совршениот живот, односно по сликата на совршениот живот, не е само трка која што е карактеристична за младите генерации, за Z или за сега новите, како ќе се викаат алфа. Да. Туку е исто така еден товар кој што го носи генерацијата пред нив. Во експериментите кои што ние ги правевме, тоа е многу интересен, по мене испадна еден момент неочекуван, со различните генерации, Z, Millennial и X, на прашањето со која генерација пред нив и после нив повеќе се идентификуваат, сите без исклучок рекоа дека со таа постарата. Да, баш убаво. Што ние учиме од нив? Па многу работи всушност можеме да научиме од нив. Оно што мене ми се допаѓа кај новата генерација, што многу помалку толерираат аномалии кои што мораме да признаеме нашава генерација и пред нас ги толериравме. Толериравме сексизам, толериравме расизам, толериравме многу други општествени аномалии. Не сме ги ни препознавале. Мислам, да. Не ги препознавале. Или некако беше, не знам, забрането да се зборува. Младиве го зборуваат тоа, го препознаваат, прифаќаат различности. Ако нешто ми се допаѓа кај овие генерации, тоа е прифаќање на различности. Толеранција на различни и дека тоа е окей. Тоа е нешто што јас мислам дека е една од поголемите придобивки, отворено зборување за работите. Потоа нешто што ми се допаѓа кај нив, а никако кај себе да го стасам тоа ниво, а навистина се трудам, таа некоја флексибилност што ја имаат. И во однос на работа, во однос на кариера, професија, па не толерираат шефови. Како што нас буквално не малтретирале. Мобинг. Така, да. Не го толерираат тоа, ќе сменат од една работа на друга работа додека да се најдат себе си. Може предпоставениот да им биде лидер. Да, не се плашат од промени. Да. Ама не може да им биде шеф кој што не знам таму ги, ги малтретира на различен начин. Така што многу придобивки има и многу работи можеме да научиме од нив. Потоа таа флексибилност во однос на работно време. Дали можеме да кажеме која генерација, со оглед на тоа дека сите ние за себе викаме во наше време, беше подобро, се живееше подобро и така натаму. Која генерација во суштина е најсреќна? Се зависи како го дефинираме концептот среќа. Различни работи не прават среќа. Јас би тргнала од кој критериум јас би го земала. Ова е веќе личен критериум, бидејќи не постои универзален критериум. Ако е среќата, задоволството, ако критериум го земеме менталното здравје, мирот, спокојот, ако гледаме така, тогаш мислам дека под најголем ризик е генерацијава Z, најмладава, односно еве алфа, ако е поновата, да кажеме помладиве. Помладиве генерации мислам дека се под највисок ризик, затоа што технички они живеат во најнесигурно време.
во многу несигурно време. И од таму тие анксиозности, депресивности, проблем со фокус, внимание, концентрација. Така што ако здравието ментално го земаме како критериум за среќа, мислам дека се они под највисок ризик. Но ако критериум за среќа ја земаме благосостојбата, материјалните добра, тогаш миленијалците и веројатно и генерацијата Z, они живеат барем во технолошки најразвиено време, во таа смисла една благосостојба. За разлика од бумерите или ние што сме X генерација, ние сме живееле со многу помалку материјални добра или поизедначени, или не сме имале такви привилегии да, не знам, во пето деление да можам да го видам, не знам, Малдиви или поима немам каде, ние и да го заборавиш до седмо. Да, баш така. Така што се зависи што земаме како критериум за среќа. И тој критериум за среќа е многу личен. Зависи од личните искуства. Ако некој доживеал губиток, критериум за среќа му е сите да се живи и здрави. Така. Ако некој доживеал да има па да нема. Значи се зависи од личните искуства. Многу индивидуално, или барем јас така сакам да гледам. И сега, која генерација е најдобра? Можеби е прашањето погрешно. Можеби подобро е која генерација е најдобра во одредена област. Се разбира, не може да се очекува сите генерации да се добри во се, затоа што тоа е процес во кој се менуваат и младите и постарите. Младите надградуваат врз она што им го оставиле повозрасните. Бумерите ги создадоа компјутерите без кои ни оваа емисија денеска немаше да биде можна. Ги надградија со вмрежување на интернет. Од генерацијата X се пронаоѓачите на брзата комуникација, како социјалните мрежи, Twitter, зближувањата преку Viber, знаењето преку Google, видеата преку YouTube, WhatsApp, Skype, Shazam, Uber. Гледате колку сме корисни за сите? А миленијалците не почастија со Facebook, TikTok, со развојот на вештачката интелигенција. И која генерација е најдобра? Очигледно она која знае да гради врз сето тоа што ја оставено од претходната. И се разбира, секогаш знае да слуша добра музика, без разлика дали станува збор за Битлси, Ролинг Стоунси, за Мадона, Coldplay или Били Айлиш. Се гледаме во следното издание на Реалити Чек.